Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на Гласот на Америка на македонски. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш, а со вас ќе биде Јулија Велковска. Емисијата ја започнуваме со одлуката на САД и Јужна Кореја да започнат нова заедничка воена вежба како одговор на неодамнешниот артилериски напад на Северна Кореја, при што загинаа 4 лица, вклучувајќи и 2 цивили. За ова и другите вести во продолжение. Американскиот председател Барак Обама и неговиот јужнокорејски колега Лим Јан Бак се договориле за нова заедничка воена вежба како одговор на севернокорејскиот напад со артилериско оружје во кој загинаа 4 лица, вклучувајќи и 2 цивили. Вежбата ќе започне во недела и ќе се одвива во стратешки чувствителни води меѓу Корејскиот полуостров и Кина. Председателите на Соединетите Американски држави и Јужна Кореја разговарале по телефон, пошто американскиот лидер кажа дека САД стојат до Јужна Кореја. Полицијата во Нов Зеланд соопшти дека нема веќе надеж 29 мина затрупани рудари да бидат пронајдени живи по силната втора подземна експлозија. Рударите беа затрупани во петокот по експлозија заради голема концентрација на метан. Во Соединетите Американски држави е објавена студија според која антиретровиралниот лек познат под името Трувада се покажал дека е ефикасен во превенција од ХИВ вирусот кај хомосексуалците. Според студијата на Американскиот институт за здравство, со дневна доза од овој лек може да се намали ризикот од инфекција за околу 44% меѓу мажите кои имаат сексуални односи со други мажи. Председателот Барак Обама најновото откритие го нарече научен пробив, што може да означи почеток на нова ера во превенција од ХИВ вирусот што предизвикува СИДА. Илјадници американски војници се вратени од опасни должности во Ирак и Авганистан за да завршат како бездомници во САД. Организации што им помагаат на ветераните велат дека многу од нив се на улица или во засолништа само неколку месеци по напуштањето на армијата. Колегата Питер Федински ни го испрати следниот прилог од Њујорк. Поранешниот наредник Хју Тара Хенри служува во американската армија 11 години, веднаш по средното училиште. На 2 пати служила во Ирак како хемиски специјалист, работа што инволвира откривање и отстранување на хемиски, биолошки и радиолошки агенции. Станала бездомна кусо време откако се вратила на цивилен живот пред 2 години. Ако доаѓам директно од училиште во армија и потоа 11-12 години подосна се враќам во цивилен живот, тоа е културен шок. Не знаете ни од каде да почнете. Администрацијата за ветерани вели дека 1 на 4 бездомни лица во САД е ветеран. Иако ветераните чинат само 11% од целото американско население. Многумина вратени ветерани, меѓу кои и Хју Тара Хенри, се соочени со голема безработица во САД. Живеам во засолниште и немам работа. Велам дека сум преквалификувана, дека имам премногу искуство и дека тоа што сум го правела во армијата не е употребливо во цивилна работа. Служењето во армија не значи ништо во цивилниот живот. Тори Лион е директор на проектот Джерико, невладина организација што им помага на војните ветерани. Таа не признава никаква причина воен ветеран да биде бездомник, иако меѓу нив има многу со ментални пореметувања. Нејзината организација им помага на вратените ветерани да бидат обучени за работа надвор од армијата. Мислам дека треба да се стави поголем фокус на наоѓањето дом за ветераните, зашто ништо не може повеќе да помогне во други области од имање безбедно место за живење. Според администрацијата на ветерани, повеќе од 100.000 американски воени ветерани денеска се во засолништа или дури на улица. Суперзвезди на стомачен танц е професионална танчарска група која во моментов е на турнеја низ светот во надеж дека ќе подобри перцепцијата на оваа древна форма на танц и да ги зајакне односите со регионот од каде потекнува. Miles
Копланд е познат по тоа што бил менаџер на групи како Police. Почнав да се обидувам да ја промовирам арапската музика. Направив голем сингл со Стинг, Пустинска роза, што покаже дека американците ќе купат музика од Блискиот исток ако се стави во вистински контекст. Така почнав со соработката со Енди, ирански пејач кој живее во Лос Анџелес, и многу арапски уметници со кои направив многу снимки. Копланд потоа организирал надпревар за стомачен танц. Видел дека за ориенталниот танц има почва во САД. Се пријавија околу 180 танчери од цела Америка. Не знаев дека има толку следбеници. 8 години подоцна Копланд ја формирал групата Суперзвезди на стомачен танц, во која членуваат 14 американки. До сега имале преку 800 настапи во 22 земји во светот. Не било лесно да се стигне до тамо. Требало да се убедуваат луѓето дека стомачниот танц припаѓа на вистинска сцена, а не само во ресторан, додека луѓето вечерат. Овој продуцент вели дека целта на проектот не е само да креира уште еден музички жанр, туку и да испрати порака до Блискиот исток, каде минал поголем дел од своето детство. Британскиот Sunday Times излезе со наслов Суперзвезди на стомачен танц, најважната танчерска група во светот. Ова бидејќи групата што го изведува овој танц е единствена во светот составена од американки. За сега планот функционира, иако групата не е профитабилна. Копланд вели дека е задоволен. Добив писмо од жена која вели дека го вратила својот сопруг во нејзиниот живот. Друг ми кажа дека сме го направиле горди на неговата култура. Жени од Мароко ни се заблагодаруваат за она што го правиме. А тоа е она што вреди повеќе од пари. А утре во САД се празнува Денот на благодарноста во кругот на семејството, пријателите и со богата трпеза. За оваа долгогодишна традиција гледате утре во Newsflash. Утре во Newsflash. Зашто сме благодарни во животот? Убава мисла за Денот на благодарноста во САД. Гледате утре како американците ја чуваат традицијата. Од студиото во Вашингтон ова беше Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. За најново од САД и светот појдете на нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер, ви благодарам на вниманието и гледајте ни утре.